Да, се враќаме во студиото. Господине Јовановиќ, кога зборуваме за законот за јавното обвинителство, јасно е кажано од страна на Европската унија дека тоа е еден од критериумите според кои ќе се оценува дали Македонија во јуни ќе почне преговори со Европската унија. Значи прашање кое во моментов има толку голем императив што на некој начин може да ја одреди и иднината на Македонија, бидејќи знаете сите знаеме, тоест како е во политиката, во односите, доколку сега не добиеме датум, ние не знаеме што ќе се случува другата година и кај нас и во Европската унија, доколку сега имаме реална шанса да го добиеме и доколку ја пропуштиме таа можност. Мислите ли дека еве ВМРО ДПМН исто така претпоставувам дека знае дека до последен момент они ќе калкулираат во однос на тоа прашање, или дека можеби и дека свесно би се впуштиле во тоа па и да не добиеме датум? Знаете како? Ја ќе зборувам сега од позиција на ова прашање од некоја граѓанска, од некој општ, од некој јавен интерес. Ја не ги знам нивните внатрешни калкулации како ќе одат и што ќе одат околу тоа прашање. Ние во овие 28 години дофрливме до правна држава, ама не дофрливме до праведна држава, како ја кажам. Терминот правна држава може да биде термин со просто мнозинство. Така ја имам 80 пратеници и правно може да ги завршам сите законски обврски, така. Но субстанцијално за правична држава е слободата, еднаквоста и човечкото достоинство. И повторно се враќаме на 27 април. Значи, не може во политичкото поле на таков брутален начин да се кршат човековите права, универзалните човекови права и слободи. Тоа е ужасна важна компонента. И повторно ви велам, повторно се враќаме на оние стари поделби во кои само ќе предизвикаме само условно речено некакви проклетства, а ништо нема да решиме. Значи, правна држава мора да оди во концептот и на правична држава во која човековите права ќе бидат фундаментално важни, без разлика дали ти припаѓаш на оваа или на онаа етничка заедница или на оваа или на онаа политичка партија. Од тука Европа инсистира да владее правото, да владее праведна држава, а со тоа да владее и правична држава. Да, но имаме такви абсурди како што е, например, еден исто така од условите кои ги бара Европската унија, законот за антидискриминација, например, кој е дел од таа... Еве, гледајте и сами, значи, во самото прашање се состои вашиот одговор. Вчера председателот Ѓорѓи Иванов не го поддржа тој закон. Да, го врати. Го врати тој закон. Значи, самата структура на тие луѓе ви кажува дека тие секогаш играат на конфликт, секогаш играат на конфликт па мнозинство, никогаш не решаваат конфликти и секогаш на тој начин тие ќе влегуваат брутално во политичкото поле и секогаш на таков брутален начин ќе се обидуваат да дојдат на власт, да собираат гласови, да лажат, да распируваат ниски страсти. Тоа е таа политика. И повторно ви викам, се надевам дека ова е некаде при крајот на емисијата, сакам од граѓанска позиција, од она што е некој честит, јавен и општ јавен интерес, а не личен интерес, дека во оваа земја ни предстојат важни избори, ни предстојат председателски избори, дека граѓаните мора да излезат на избори и да го дадат својот глас. Добро, Атанасовски, антикорупцијска денес кажа дека ќе отвори случај за 5 судии кои се спомнати во извештајот на State Department-от. И сега антикорупцијската комисија знаеме какви овластувања има, што може да направи, дека таа постапка потоа треба да ја води друг орган, но сега се постава прашањето. Ова State Department-от само го каже, но тоа не е ништо ново. Тоа е дел и од нашето политичко милје, значи тоа беше спомнато и во бомбите, и опозицијата го кажуваше. И сега тој случај го отвара антикорупцијската комисија, но вистинското прашање е зошто досега таков случај не отворило јавното обвинителство. Значи,
Апсолутно судиите или обвинителите или било кој друг општествен чинител во оваа држава не треба да биде условно кажано заштитена бела мечка. Значи судиите се тие кои согласно својот морален интегритет и кредибилитет треба да делат правда. Кај нас за жал е обратно. Судиите често пати биле не само делители на неправда, туку често пати биле од другата страна на законот, а они треба да го спроведуваат нели законот. Така што јас сум апсолутно поборник да се отворат процеси со кои во оваа држава никој нема да биде заштитен. Доколку тие судии за кои антикорупцијска комисија отвара постапка за испитување на нивниот имот или нивната работа, или како тие низ годините дека биле носители на тие судски функции влијателни општествени, дали се збогатиле на легален или нелегален начин, тоа апсолутно треба да се канализира низ институциите на системот и како што кажавте, вие како што напоменавте, основното јавно обвинителство треба да се поведе постапка против тие суди, односно против тие индивидуи со име и презиме. Без прашањето, знаете што е прашањето? Тие, како што кажав, ги слушавме овие истите и во бомбите, дел од нив. Значи, еве да речеме СЈО има надлежност во однос на преслушуваните разговори. Не видовме ни една постапка СЈО да поведе за тоа како биле назначени тие суди, кој ги назначувал, дали имало неправилности, како суделе. Така е, веројатно не верувам дека има некоја спрега меѓу СЈО или основното јавно обвинителство, конкретно со овие петорица суди кои се под условно кажано истрага на антикорупцијска. Поентата ми е, веројатно ние како јавност и како општество имавме многу поголеми очекувања од специјалното јавно обвинителство. Во некои интервјуа кои ги имам читано и на господјата Фатиме Фетај, Ленче Ристерска, па дури и Катица Јанева, они велат дека имале толку обемна работа на преслушкување, што и овие дела кои ги отворија против одредени, да речеме, високи функционери од претходната владеачка гарнитура, се максимумот кој тие можеле да го направат во изминативе години. Сега може да претпоставиме со какви притисоци, закани се соочувале во однос на нивната работа во овие 4 години, но апсолутно поддржувам тие својот капацитет и тој кредибилитет и интегритет кој го стекнаа во јавноста и покрај тоа што нели рековме дека нивниот рейтинг е намален во изминативе неколку месеци, да отворат предмети конкретно према одредени суди и одредени обвинители, нивни колеги, кои постапувале согласно, односно не постапувале согласно законот, го кршеле законот, се ставале во служба на една одредена политичка партија или центарна моќ, одработувале за интересите на таа политичка партија која била владеачка партија и гарнитура на власт, односно правеле серија на настани со кои го прекршувале целокупниот правен поредок на Република Македонија и ги прекршувале законите. Значи ние кога велиме дека треба да станеме европска држава, треба да станеме европска држава по поведение, не само декларативно да се заложуваме за некои европски норми и стандарди. Впрочем и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан тоа неодамна го кажа во интервју: џабе вие сите закони да ги усогласите со европското законодавство, ако не го смените менталитетот и начинот на општественото живење и делување. Значи ние не знаеме едноставно од каде да почнеме во средувањето на судско-обвинителскиот систем. Така што би ви одговорил на прашањето, се надевам дека работата е откочена, дека е тргната во позитивен правец и дека тој што се огрешил пред законот, без разлика дали е судија, дали е обвинител, од кое било обвинителство или судство, ќе треба да се одговара пред законот. Не може сега судиите и обвинителите да гонат луѓе, високи функционери кои биле на власта, а тие да бидат заштитени, а биле во ситуација да биле во некоја спрега да одработуваат со одредена политичка партија која била на власт, односно биле во спрега со претходната владеачка гарнитура во Република. Добро, имаме уште отприлика 5 минути до крајот на емисијата, затоа да ги искористиме уште тие повторно да се вратиме на претседателските избори. Но Хил, очигледно дека ќе биде клучна улогата на ДУИ, особено во наредниот круг. Сега како што гледаме од најавите, изборувавме веќе и за настапот на господинот Артан Груби, каде што зборува за, како што вели тој, политичките пазари кои се прават околу поддршката за Стево Пендаровски, па вели
ние ќе добиеме тука албанец гувернер, ако го поддржиме Пендаровски и така натаму. Секогаш улогата на ДОИ е клучна, некогаш и чудна, имаме и процеси на СЈ сега таму. Мислите ли дека тие пазари, превирања на крајот ќе бидат клучни за вториот тур? Значи, од почетокот на осамостојувањето на Македонија, политичките пазари играле главна улога во политичкиот процес во земјава. Мене не ми е битно гувернерот да биде албанец, турчин, ром или било што. Мене ми е битно гувернерот да си ја знае работата, да биде професионален. Зборувам од лични аспект. А ништо чудно значи да се договарат. Тоа е одлика на нашите политички партии, на сите, за се нешто да дадат и за возбрат да земат. Мислам, тоа јавно го кажуваат. Ако господин Груби јавно го кажувал тоа, немам што да коментирам повеќе. Уште нешто само би додал. Во врска со СЈ што рече, да не заборавам. Јас сум сигурен дека еден ден, кога ние ќе бидеме, се надам што поскоро, пред вратите на Европска Унија, 90%, ако не сите, луѓе инкриминирани и во бомбите, и пред бомбите, и по бомбите, дека ќе бидат гонети и казнети. Тоа било случај со сите држави кои се денеска кои се членки на Европската Унија. Една Хрватска го затвори премиерот, па многу други важни министри. Романија, да не зборуваме Бугарија. Така да, во моментот, сега сме во скрининг процесот на наблюдување на законските измени, кои ќе почнат преговорите, кои ќе стигнеме до крај. Нешто поспектакуларно во наводници поспектакуларно, тоа е нормално, меѓутоа за нашата јавност поспектакуларно ќе мора да се случи. Без разлика дали е ДУИ, дали е СДСМ, дали е ВМРО, дали е ДПА, БЕСАН, било кој, луѓе што биле инкриминирани во незаконски работи, незаконски дејанија кои доведе до лично богатење или богатење на партиските врхушки, ќе мора да одговара. Тоа е мое лично цврсто убедување. Да, но господине Јовановиќ, кога зборуваме за ова, бидејќи ова е директно поврзано, процесите кои се водат политичките и политичките пазари, мислите ли дека ДУИ е можно да остане цврсто на позициите кои се договорени со коалицијскиот партнер, а додека истовремено се водат и судски процеси против нив? Веројатно дека не е пријатно доколку мислите дека е можно да одите во затвор во некаква опција, сепак вие искрено да се залагате за тоа што сте го договориле, да не се обидете, да се спасите се. Па, право е колегата кога вели дека сите политички елити во земјава секогаш кокетирале за да се спасат, најчесто е тоа ради личниот интерес или личната кожа, како да кажам. Јас мислам дека албанските граѓани, како воедно и македонските граѓани, како и било кои граѓани, дека они најмногу ќе се одлучат или најмногу ќе настапат или ќе се приближат до одреден кандидат кој повторно ви велам нема да ги дели луѓето. Значи повторно ви кажувам од некоја граѓанска позиција. Сега не ги знам до крај математиките партиски кој како што да. Кој кому му ветил. Јас зборувам од позиција на некој што не живее у четири ѕида, кој што има и пријатели албанци, кој што има пријатели македонци, турци, роми, срби, бошњаци. На луѓето им е преку глава од човек кој ги дели. Сите сакаат да бидат дел од оваа заедница. Сега, јас не велам дека ова ќе биде идеално општество, али препознаваат луѓето дека Стево Пендаровски, со сиот негов габарит, не е човек и никогаш не бил човек кој ги делел во минатото и кога извршувал функции, портпарол, кога бил на Министерство за внатрешни работи и 2008, 10, 12, 14, Стево припаѓа, како да кажам, од онаа фина, културна, граѓанска позиција. Тоа луѓето го бараат. Да не си некој, како да кажам, апаш, да не си некој што тропаш, што удираш со нога во ѕид, па ја да кажам и така натаму. Луѓето бараат честит, неизвалкан човек, условно речено, кој никого, како да кажам, ни една мајка не расплакал во овие 27 години, а политичките елити тоа направија. Значи, само раскол, плячка и цело време нејасни судбини. Ние сме генерално длабоко несреќен народ. Мислам, нема тука што да се лажеме. И доволна е оваа приказка со еден добар и честит човек да излеземе и да ја прифатиме приказката, бидејќи
преку глава е веќе од кавги, од поделби, од растурени животи, како да ви кажам. Само уште нешто Да. кажам, да се надоврзам со колегата Јовановиќ. Еве, сега ќе зборам како албанец. Една порака имам до политичките партии, посебно до опозиционите, бидејќи дуи се во последно време се доста промените во измос во насока на реториката. Треба да сфатат дека граѓанинот албанец, па и сите други граѓани веќе име преку глава од орлиња, од знамиња, од команданти, од чуда. Треба во нивните предизборни кампањи да се фокусираат на економијата и побегна луѓето. Секој ден од автобуската станица во Тетово десетици автобуси одат. Источна Македонија целосно празна и западна се празна. Значи не врват тие прекрасни веќе. Ова е порака до опозицијските партии кои уште мислат, иако може би ги лажат тие по местните одбори, тие партиските потршковски што ги имаат, да не се бават со национални теми, бидејќи ќе изгубат. Кој ќе ја свати ова порака, а дуи веќе ја сваќа, очигледно ја сваќа, дека не треба да се бават веќе со национални теми, пошто се потрошена работа, Охридскиот договор е до 99% да не кажам реализиран, еве двојазичноста, има универзитети, да почнат да разговараат па и за екологија. Ние се давиме во чат во Тетово до скоро. Тоа се клучни Тие политички теми. тие се политички пораки кои треба партиите сите и пред се сега зборувам за албанските политички партии да ги адресираат кон нивните Да. потенцијални. Добро, Атанасовски. Значи се надевам дека како што зборат, нели како што говореа до сега моите соговорници, ние ќе истапиме на едно ново цивилизацијско ниво во нашата држава во наредните години, како што ќе се доближуваме до нашето полноправно интегрирање пред се во Европската Унија, ќе излеземе од матрицата на строго партиско традиционални поделени гласачки табори, каде што или за едната или за другата политичка партија и политички гласач е битно само кои ќе го кандидираат, па потоа они не гледаат која е неговата програма, туку тој по една директива, по една ментална матрица на традиционализам оди да се заокружи за кандидатот на својата матична партија. Се надевам ние дека на тој начин ќе се еманципираме, ќе се цивилизираме како граѓани, политичките партии што повеќе треба да го минимизираат и да го губат влијанието врз целокупниот општествен процес во Република Македонија. Од друга страна се надевам дека ќе имаме цивилизирана еманципација кај сите политички партии да искочат од своите етнички ровови и условно кажано кај етничките албански политички партии да го напуштат тој националистички дискурс како што кажа нели Армен, да сакаат да станат граѓански ориентирани партии, да се занимаваат со решавање на обичните горливи проблеми кои ги таргетираат сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Значи во Тетово живеат и албанци, македонци, и турци, и роми и сите заедно ги делат тие проблеми загаденост на воздухот. Ќе дојдеме до едно ниво кога, се надевам дека ќе дојдеме до такво ниво, кога ние како граѓани ќе одиме да заокружиме за тој кандидат за кој сметаме дека ги дели нашите програмски, идеолошки и секакви други светогледи и карактеристики, се со цел за да му го дадеме нашиот глас и да стане победник на некои избори. Само за крај ќе го напоменам примерот со Словачка. Пред 2 недели се одржаа претседателски избори во Словачка, победи убедливо кандидат на една мала либерална партија, односно поддржана од мала либерална партија, еманципирана во јавноста со голем авторитет и углед адвокатка која се борела против корупцијата и корумпираното словачко општество во изминативе 27 години. Словаците масовно и дадоа поддршка. Да. Се надевам кај нас ќе стане исти случај. Добро, со овие пораки да завршиме, ни истече и времето. Господа, ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа. Останете со програмата на Телевизија 24. Ви благодариме на вниманието и на довербата.